Со брзина двојно поголема од дозволената, покосени маж и жена на пешачки во Охрид. Преживеаниот скопјанец во Кот прв пат дава изјава. Надлежните не му зеле исказ за страшната несреќа во која загина неговата девојка. Во дневната соба, кај своите родители во Скопје се опаравува, лекувајќи ги тешките повреди од сообраќајната несреќа во Охрид. Како пешак настрада, а неговата 44 годишна девојка загина на пешачката патека на туристичкиот булевар во Охрид, кога 22 годишен возач прелета преку кружниот тек и ги собра двете жртви. Повреди имам 3 скршени ребра, 8, 9, 10. Ногата овде ми е во гипс, некоја коска до коленото фибула пукната и некои рани. Тоа е, таа психава што те јаде, тоа е највише. Што ти викам цело време се бориш, како можеше, зашо не направи вака, зашо не отидов, зашто отидов по пица, зашто све се тоа секунди што би смениле. Нашиот соговорник цело време лежеше, под терапија за болките, под таблети за смирување, со големо прашање. Иако е жртва, иако е повреден, никој досега не му зел изјава за настанот кој се случил на 19 јуни. Првата изјава ја даде пред камерата на Кот. Ми падна после некој време чудно кога дојде моите, зашо никој не дојде да ми земе изјава, него доле пред да ме стават во таа машината што снима, што скенира, полицаец дојде ми бараше, ми зема крв и мокрач. Зашо не ми зема изјава, да речем? Само еднаш го контактирал полицаец телефонски преку мобилниот на брат му кој бил во станица. И кажале, јас сум брат на тој што е повреден во сообраќајката кај што загина девојка му, зошто никој не е дошол да му земе изјава. И снава вика се растрча сите, па не знам шо, како дошол некој командир и брат ми кога се го прашал како може ли да збори, тој може. Пази со кои зборови ми става. Абе брат. Телефонски вика се јави? Да ме праша што се, абе брат, знаеш ли што се случи да кажеш. Идеше да го рече, дај ми го телефонот на брат ми и батали ги. И само така ви зема изјава таму? Па тоа изјава ли? Мислам така ве праша? Да, што се случи. Телефонски. Од полицијата пак не одговорија дека изјава била земена без прецизирање дали е телефонска или по записник со подпис. Покрај другите мерки, извршени се разговори со повеќе лица како и со пешакот ДП 45 години од Скопје, кој во критичниот момент бил на тротоар пешачка зона со сега починатата АБ 44 години од Охрид. За разлика од полицијата, од обвинителството пак вела дека соговорникот на Кот допрва ќе биде испитан поради здравствената состојба. Истрагата е поведена веднаш по настанот. Оштетениот ќе биде испитан кога тоа ќе го дозволи неговата здравствена состојба и во фазата во која е потребно за прибирање докази во предметот. По погребот на саканата, 45 годишниот повреден пешак бил донесен во Скопје кај родителите и чека повик официјално да ја каже својата трагична страна на приказната. Вечерта после 22 часот и 30 минути на 19 јуни во четврток, повредениот и неговата партнерка тргнуваат по пешачката патека покрај туристичката улица во Охрид. Девојката оди на работа, а тој ја испраќа. Ние се движиме по улица велосипедска пешачка патека. Си одиме по пешачката патека. Пред мини маркет, не знам дали знаеш, кај Кошиште Дукинот се гради зграда. Таа зграда е малце заградена со ограда, за да работат работниците. И ти од пешачката патека мора малце да скривнеш десно на велосипедската, за да ја заобиколиш оградата и таму има пешачки, ние треба да ја преминеме Јанен Сандански улицата, за да одиме, јас ја испраќам неа на работа. Се движат кон центарот и стигнуваат до кружниот тек кај гимназијата Свети Климент Охридски. Во тој момент, од спротивниот правец кон нив се залетува автомобил. Чувствата се уште се силни кај повредениот.
И во еден момент, како што си правиме муабет, јас дека имам навика ташничката ми е секогаш од оваа страна и за да не ми смета со раката вака она ме држи под рака. Јас во левата рака го држам кесичето со вечерата и направив пица и ја исеков. Чоколада и купив. И си одим да испрасам на работа. Да не оди сам. И спомна ајде со такси. Ја и реков, ај пешки убаво е време, да си се прошетаме, дека спиеше малку, јас викам да се размрна, ќе ти испратам, па ќе си се вратам дом. И она ме држи под рака од мојата десна страна, фактички е поблиску до улицата. И последно што се сеќавам, као што збориме, јас као што кревам глава, гледам кола, како иде навака. И сега точните зборови не можам да се сетам дали реков, видија кола или шопри кола, тоа беше тоа. Следно што се сеќаваме, туп, јас како летам, удирам у нешто и паѓам. И успевам, отварам очи и мислам дека бев на стомак паднат, зашто се кренав, значи успеав да се кренам, и се свртев вака, од кај што доаѓавме во правецот, гледам нема ништо на улицата и почнав да викам. Помош, луѓе, помош, ми ја убија девојката. Од деннашка до трчаа неколку луѓе, ме крена, не знам од кај се појавија. Тогаш почнува потрагата по саканата. И јас си викав, кај би е девојка ми ја убија. И од деннашка ме крена, брза помош, стварно брзо дојде, зашто таа е каршик е гимназијата, тука им се наоѓа, за стварно дојде многу брзо. И јас ја најдов неа во една дупка кај што се градела фактички зградата како беше ископано. И оградата од последната куќа, фактички тука као што се он што ја удрила вајда во оградата и тука си ја најдов падната. Дојдов кај неа, ја гушкав и беа отворени очите. Како што ми правев Сандра Добролич и беа влажни устните. Тоа се ми таа надежда дека е жива. Се собра и од брза помош, ја фаќав, ме викав, луѓе, кажете, има ли пулс, жива ли е, и што ќутеа. Вика, стани повреден си да те однесеме и тебе 8 луѓе да ја земат. И тоа беше тоа, ја крена, брза помош неа мене и ме однесе во болница. Бил однесен во болницата. Полицијата му земала крв за анализа. Му кажале дека девојката е на интензивна нега и се бори за живот. Подоцна му била кажана лошата вест. Кога бил известен за смртта на партнерката со која повеќе од 5 години живее во Охрид, веднаш излегол од болницата. По погребот се вратил, а никој не му направил проблеми да замине во Скопје. Четвртокот вечерта према петокот сам напуштив. Кога дојдов со Бајле, кога дојдоа моите пак ме однесоа на контрола, тогаш ми го ставија и гипсот, значи дури во петокот. И пак ми рекоа, пошто ќе си од... они ми викаат седи, јас им реков, јас ќе одам на погреб. Нема да седам, зашто сакам да одам на погребот. И пак ми дадоа да потпишам. Ама тогаш беше се подруго, многу фина докторка се погоди за Бајлето и се убаво ми кажа. Изрази сочувство, ме сослуша, све, ме прегледа, ме прати на гипс, ми кажа све како да се однесувам дома. И ја прашав, после погребот, недела, понеделник, не мора, вика тогаш, да дојде седи дома, мирува и тоа. За несреќата се осомничени двајца, возачот Прилепско и совозачот од Охридско, кој му го дал голфот. По туристичка возеле со огромна брзина, речиси двојно повеќе од дозволените 50 км на час. Не биле пијани. Двајцата осомничени се во ефективен притвор. Возачот управувал без да поседува возачка дозвола и тоа е наведено во објавеното соопштение. Од тие причини постапката е поведена и за совозачот собственик на возилото. Јавниот обвинител нареди вештачење, меѓутоа вештите наоди не се изготвени и доставени до обвинителството. Уапсениот воzač претходно имал сообраќајни прекршоци, но не предизвикал жртви. 2 пати е заведен во кривичните архиви на МВР. Според нашите податоци, против возачот на автомобилот ИС, 22 години, од прилепското село Пашино Рувци, во текот на 2022 година поднесена е кривична пријава за сторено кривично дело злоупотреба на лични податоци. На 27.6.2024 година во 21 часот и 45 минути
ИС бил учесник во сообраќање на незгода случајна на улицата ново проектирана во Охрид, каде управувајќи мопед Зиен со охридски регистарски ознаки изгубил контрола и паднал на коловоз пошто се здобил со телесни повреди, констатирани во општата болница во Охрид. По извршено алкотестирање утврдено е дека во тој момент ИС не управувал моторцикл под дејство на алкохол. Од охридската полиција не одговорија дали кобната ноќ минатиот четврток возачот кој лудувал и возел стотка по најголемата Охридска улица удрил и неколку паркирани возила пред да ги разнесе двајцата пешаци. Сите тврдат дека истрагата тече, но повредениот скопјанец се прашува зошто досега не бил ниту распрашан и колку ќе трае истрагата за смртта на неговата партнерка. Ништо, еве, до ден денес, па да ти се јава да те праша, ништо. И што е многу чудно за мене, реално. Кода јас сум дух некој, кода ме нема. Мислите дека немаат можност, немаат капацитет или намерно го прават? Па тоа не можам да кажам, не знам што им е позадината. Еве, искрено, вас не ви е чудно? Зошто не ме исконтактирал некој? Бројот на жртви и сообраќајни несреќи се намалува, тврди МВР. Во код анализите за бројот на жртви во првите 5 месеци. Охриѓанката Сандра е седми загинат пешак од почетокот на годината. Зад себе остави 2 деца, од кои едната е малолетна ќерка. Во првите 5 месеци од 2025 година, според анализите кои ни ги достави МВР, бројот на жртвите и на сообраќајните несреќи е намален во однос на истиот период лани. Од јануари до мај имало 51 загинат човек во сообраќај, или 5 помалку отколку истиот период лани. Но бројките на сообраќајни несреќи и несреќи со повредени и натаму се високи. Ги имало 1433 вкупно за 5 месеци, односно 287 несреќи месечно, или по 9 несреќи со повредени или загинати секој ден. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот велат дека постојано имаат кампањи за подигнување на свеста, но бројката не се намалува значително. Откако се мерат бројот на сообраќајни несреќи, број на жртви по категории се изминативе 15 на години, ми се чини допред 2 или 3 години имавме намалување на број на настрадани во сообраќајни несреќи. Кога ќе кажам настрадани, зборувам за жртви, но зборувам и за повредени. Изминатите 2 години бележиме повторно некое покачување, на што се должи на вашето прашање. Одговорот е зголемен број на сообраќај, зголемен број на учесници во сообраќај, имаме и нови типови на возила и превозни средства во сообраќајот и зголемен број воопшто на движење на луѓето во сообраќајот. Анализите на МВР покажува дека во првите месеци од 2025 година од 51 загинат во сообраќај, половината отпаѓа на трите најризични категории. 17 загинати биле возачи, 6 загинати биле пешаци, а во сообраќај настрадале и 2 велосипедисти. И не е важно дали ме видел полицајецот да ве казни или не. Тоа е најнебитната работа. Ми се чини дека многумина изминатиот период сме се занимавале сите ние, ајде, да не си иземам, да неме форма без суштина. Не ме видоа, добро е, или добро би испив 2-3 алкохолни пијачки, нема полиција, ќе поминам. Се работи за тоа ти да не возиш под дејство на алкохол, а не дали ќе те види полиција. Во трите најризични категории на учесници на сообраќај, возачи, пешаци и велосипедисти, најмногу жртви има во возрастните категории над 51 година. На возраст меѓу 18 и 25 години, од јануари до мај, загинале 3 возачи и 1 пешак. Во оваа категорија е младата Фросина Кулакова, која настрада на партизанска. Од друга страна, најголем број на жртвите се мажи. Многу повеќе сообраќајки загинати има во населени места, градови и села, отколку на отворен пат и надвор од населените места.
Во вечерашното издание на Код гостин е судскиот вештак од областа на сообраќајот, господинот Дејан Трпевски. Дејан, добре дојдете во оваа емисија на Код. Би сакале да ве прашаме во врска со начинот на кој се извршуваат увидите при сообраќајни несреќи и извршувањето, односно одвивањето на истрагите при несреќи во кои имаме настрадани, жртви и тешко повредени лица. Како се одвиваат, дали соодветно се одвиваат и дали судските вештаци може да добијат соодветни информации кои може да го користат подоцна за подготовка на извештаи за судски процеси. Прво благодарам за поканата. Во пракса, генерално, увидната екипа која што го врши увидот, си ја врши работата како што треба. Меѓутоа, постојат некојаш направени пропусти од страна на увидната екипа, кои што предпоставам дека се ненамерни пропусти поради поголем број на материјални докази кои што се наоѓаат на лице место, па на кои што треба малце повеќе да се обрне внимание. Главниот проблем при вршењето на увидите настанува од аспект на тоа што увидната екипа која што го врши тој увид не е соодветно едуцирана за тоа. Тие поминуваат курсеви и одредени обуки во Министерството за внатрешни работи, меѓутоа тоа не се луѓе кои што завршиле образование од сообраќајна струка која што е соодветна на дејноста која што ја обавуваат. И поради тоа, нивото на знаење кој што го имаат, кој што го поседуваат, изискува, односно ствара правење на одредени ненамерни пропусти во вршењето на увидот. Од таа причина, при вршење на увид, поготово при сообраќајни незгоди, каде што има жртви, повредени, поголеми материјални штети, би било пожелно секој пат при излегување на лице место да се ангажира вешто лице, кое што би можело на увидната екипа да им укаже на одредени материјални докази кои што треба да ги евидентираат при вршењето на увидот, кои што понатаму во самата постапка многу повеќе би ја олесниле целата работа. Еве само еден пример ќе ви дадам. При вршење на увид на некоја сообраќајна незгода, многу пати од големо значење да се утврди во каква положба се наоѓа менувачот на возилото, дали е прва брзина, втора, трета, четврта, тоа многу кажува во однос на понатамошната анализа на брзината на движењето на возилото. Дополнително, пропуск кој што доста често се сретнува во записниците за увид од лице место, особено таму каде што има повредени лица, во делот на формуларот кој што е направен, кој што го сменија пред одреден број на години, го направија да биде многу подобар со многу повеќе податоци, меѓутоа не се популнува баш секоја графа соодветно онака како што треба. Таму има една графа која што стои сигурносен ремен. Во најголем број на записници за увид од лице место кој што сум ги анализирал, таа графа стои назначено е непознато. Значи, увидната екипа не може на лице место кој ќе излезе да каже дека непозната е употребата на сигурносниот ремен. Тоа многу просто едноставно се проверува, се фаќа ременот, се повлекува и веќе знаете дали е употребува, не е употребува. Ако е употребен, тој не може да се врати назад да се собере. И тоа многу после понатаму во анализата, односно во целата постапка ја олеснува работата. Значи, ако вие имате доказ дека ременот бил употребуван, после кога ќе отиде и осигурителните компании, веќе има доказ дека ременот бил употребуван или дека не бил употребуван. Многу пати во самите процедури кои се работи вештачењето, од вештаците се бара да се произнесат дали ременот бил во употреба или не бил. Што нас многу ни отежнува работата во давањето на мислењето, а тоа увидната екипа може многу лесно и едноставно да го реши на лице место. Зошто тоа го прават, например? Па голем дел го прават затоа што многу сообраќајни незгоди се случуваат и ноќе, па брзаат, па лоши временски услови има, едноставно не обрнуваат внимание на тие работи, гледат они по-големите работи, меѓутоа знаете како кажат, ѓаволот е во деталите, значи треба деталите да се запазат. Затоа е потребно присуство на вешто лице кое што тие детали може да ги дефинира, или состојбата на коловозот е влажен, мокар, ама се лизга, не се лизга, посипане со песок, значи таа состојба на коловозот понатаму во анализата дава многу други податоци, или состојбата на пневматиците, има зимски или летни пневматици, затоа што ретко имаме ситуација каде што кола која што кошта 100.000 евра во зимски услови се вози со летни гуми. Сега тие летни гуми придонесува за дестабилизација на возилото, меѓутоа тоа никој не го евидентира во самата постапка при вршење на увидот. Меѓутоа тоа се ситници кои што многу значат во понатамошната анализа, меѓутоа при собирање на материјалните докази на лице место недоволно се обрнува внимание на таквите
на таквите материјални докази. Едно од прашањата што се поставува е дали кога на пример е најдобро да се земат искази од оштетените, односно повредените во сообраќајката. Тоа треба да зависи од нивната состојба или во првиот момент кога веќе може да дадат исказ за да не заборават определени состојби кои се случувале за време на несреќата. Вака сега во врска со исказите, согласно истражувањето и она што е во стручната литература, исказите дадени на лице место се најверодостојни, затоа што тогаш луѓето се во еден вид на шок. Зборуваме за повредени лица. И за повредени, да, па има повредени лица кои што во моментот не е потребна итна медицинска помош, може да присуствува на лице место на вршење на увидот. Има ситуации каде што останал при вршење на увидот, завршен увидот и после тоа се јавил во болница каде што му били утврдени лесни телесни повреди. Изјавите дадени на лице место, односно во првите моменти по случај на сообраќајната незгода се најверодостојни. Зашто? Затоа што луѓето во тој момент не се свесни за тоа што го направиле, како го направиле и голем дел се под импресија на притисокот од случајната сообраќајна незгода, затоа што на сите не им се случуваат сообраќајни незгоди, кога ќе ви се случи вие сте во една врста на шок. И немате време да размислувате за своите пропусти и за она што сте го направиле како такво и едноставно кажувате онака како што е. Како поминува времето и како лицата кои што учествувале во сообраќајните незгоди имаат се повеќе време да размислуваат, веќе почнуваат да ги сваќаат своите пропусти направени и почнува тука веќе да се прави некаква конструкција, односно давање на искази кои што не кореспондираат баш со начинот на случување на сообраќајната незгода. Сега доколку лицето е повредено, однесено е во болница, не е во ситуација да даде исказ и таква работа, тогаш кога ќе се створат услови да даде исказ, тогаш се зема исказот. Сега до тогаш дали лицето размислувало или не размислувало или било цело време во безсознание, тоа е веќе друга работа и тука не може да се разговара за тоа. Меѓутоа, работа на вештото лице не е да ги анализира изјавите на вербалните искази. Вербалните искази ги цениме само во контекст на материјалните докази. Дали материјалните докази кореспондираат со вербалните искази дадени од лицата. Тоа е еден вид на контролен механизам. И кога се изработуваат вештите наоди мислења, вештаците му посочуваат на судот, да кажеме, дека изјавите на едниот или на другиот не кореспондираат со тие материјални докази, па на судот е тој да цени како понатаму ќе ги валоризира тие изјави, односно вербалните искази во однос на материјалните докази. Затоа што материјалните докази се нешто што е конзистентно, непроменливо. Трагата на кочење, должината е таа, не може да се смени. А вербалниот исказ може да се смени, така да дали тој вербален исказ одговара на материјалниот доказ, наше да посочиме да одговара или не одговара, а понатаму како судот ќе го оцени, ќе работа на судот. Постојат често се случаат сомнежи, дека на пример и записници од сообраќајни несреќи се преправат, да кажеме во наводници. И тие сомнежи се изразуваат од страна на, да кажеме, луѓе кои се учествуваат во определена сообраќајна несреќа. Имате ли такво искуство или има ли таква пракса, да кажем, или тоа се поединечни случаи и исклучоци? Кога намерно се прави зборување? Од секој правило постојат исклучоци. Значи, јас не можам да тврдам дека се вршат преправки или не се вршат преправки. Тоа е нешто што некои други органи треба да го истражуваат. Во пракса, еднаш направен полициски записник, како полициски записник, понатаму не се менува истиот. Доколку странката е незадоволна од наводите од самиот полициски записник, може да мислам дека пишуваат приговор до дали внатрешна контрола или некој орган повисок во Министерството за внатрешни работи, па оние прегледуваат целокупната документација, фотодокументација, сите оние документи што се изјави земени на лице место и тогаш они, ако има основа дека е направен некаков пропуск, издаваат дополнителен документ кој што оди како прилог на основниот полициски записник. Меѓутоа, преправање на основниот полициски записник после тоа веќе не може, значи едноставно не се преправа. Се доставува друг документ затоа што често се прават грешки од типот сгрешена регистарска таблица, значи сгрешена насоката на движење. Зборуваме за технички, меѓутоа има сомнежи за определени сомнежи, изразуваат луѓе сомнежи дека така се случило, односно дека така изведен заклучок од страна на увидната екипа. Увидната екипа не може да изведува заклучоци. Увидната екипа може да утврди само фактичка состојба, затоа што при изготвување на полицискиот записник не е само записникот, значи тој се изготвува во основа на еден куп други документи, изјави, алкотестирање, фотодокументација. Се случувало да она што е на скицата не одговара со она што е на фотодокументацијата, да има разлики.
Зашто се тие разлики, тоа е веќе друго прашање. Лично имаме работено супер вештачење каде што во еден предмет имате траги на движење кој што надвор од коловозот и возилото е застанато од таа страна. На скицата тоа го гледате, меѓутоа кога ќе погледнете фотодокументацијата сваќате дека тоа не е возможно. Зашто? Затоа што помеѓу тие две траги надвор од коловозот имате хектометарско столпче, а возилото се наоѓа позади тоа столпче. Значи едноставно тие две траги не може да се од тоа возило, затоа што ако се од тоа возило, возилото треба да го скине столпчето. И сваќате дека тоа не е возможно како такво. Зошто е тој пропуст направен, дали е намерно или намерно, не може да кажеме. Меѓутоа, изведувањето на заклучоци само врз полицискиот записник во таа ситуација би биле погрешни. И тоа едната страна би била оштетена. Меѓутоа беше обезбедена и фотодокументацијата. И врз основа на фотодокументацијата му посочивме на судот дека некои работи не одговараат тука, па судот понатаму што ќе прави, тоа е работа на судот. Голем проблем во изработката на вештите наводи и мислења и во анализите кои што ги правиме е тоа што не ни се обезбедува целокупната документација. Значи, едноставно ви даваат полициски записник со скица и велат направете вештачење. Немате нити изјави, немате нити фотодокумент, немате ништо од она што го има во предметот. И многу е тешко вие да дојдете до таа документација. Во Србија, например, постои серверско решение, каде што сите заинтересирани страни кои што се регистрирани за такво нешто, може да пристапат до тој сервер и кога ќе се направи записникот за увид од лице место, се поставува на тој сервер со полициски записник, со сите изјави, со сите документи, со фотодокументацијата и лицата кои што имаат пристап, одредени адвокати, суди, обвинители, вешти лица кои што се лиценцирани за таа работа, имаат обезбедено пристап, затоа нормално се плаќа. Имаат пристап електронски да пристапат до предметот и да ги повлечат сите материјални докази. И доколку ние имаме таков систем во Македонија, каде што како вешти лица можеме да пристапиме до тие сите материјални докази, многу полесно би ја завршувале работата врз основа на сите материјални докази. Голем проблем е што во постапките кои што се водат, да кажеме кривична постапка, каде што од едната страна имате јавно обвинителство, од другата страна имате обичен граѓанин кој што направил нешто нели со ја незгода. Јавното обвинителство ангажира вешто лице кое што работи вештачење. Меѓутоа таму му се обезбедени на вештокот сите материјални докази. А овој што треба да се брани, го има само полицискиот записник, другите материјални докази не му се дадени. И ако ги побарате, нема да ви ги дадат. И сега имате тука диспропорција во анализата на материјалните докази и затоа се јавуваат и разликите во мислењата ке вештаците, затоа што не работиме на исти материјални докази. Значи огромна е разликата да имате само полициски записник и да имате полициски записник и фотодокументација. Значи мислењето може да биде скроз спротивно. Меѓутоа во постапка, затоа постапките толку многу ни се одолговлекуваат и секоја постапка оди на супер вештачење. И супер вештачењето кога ќе отиде може да се случи да ја немате фотодокументацијата, па потоа едната страна инсистира од судот да се обезбеди фотодокументацијата, па се праќа допис до МВР, па МВР дали ќе ги обезбеди, нема да ги обезбеди, па еднаш штор, па трет пат и тоа се одолговлекуваат постапките и секое одолговлекување на постапките ствара нормално фрустрација кај учесниците нели во процесот. Кога ќе обезбедат документацијата, потоа вештите лица можат многу полесно да решава затоа што веќе е обезбедено целокупната документација. Ви благодарам, Дејан, за гостувањето во ова емисија на КОТ. Ова беше интервјуто со судскиот вештак од областа на сообраќајот Дејан Трпевски. Пресуда за убиствата на Вања и Панче, доживотни казни и многу неодговорени прашања. Дваесет и седми ноември 2023 година за повеќето граѓани беше обичен ден, но не и за Зорица Ѓорчевска. Исчезна незината ќерка, 14 годишната Вања. Грабната од влезот на незината зграда, рано утрината, на пат за накај училиште. Убиена истиот ден, само околу час до час и половина од незиното исчезнување. Јавноста беше шокирана од свирепиот начин на кој беше одземен животот, а уште повеќе од сомнежот за евентуалната инволвираност на незиниот татко Александар Ѓорчевски. Одавал информации за тоа кога ќе излезе Вања на училиште. Тоа го тврдеше обвинителството, но не го докажа. Ѓорчевски од старт негираше дека имал улога во грабнувањето. На 30 јули лани седна на обвинителна клупа во третиот ред на судницата, позади останатите обвинети, организаторот на грабнувањата и убиствата Љупчо Палевски Палчо, со извршителите Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев.
Јас умрев во 7:32 часот на 27 ноември. Тоа што остана од мене е ехо од човек. Чувствувам болка и агонија што не може да се опише со зборови. Но сепак, од друга страна, чувствувам обврска кон вас и кон миња за целосно да се разреши оваа работа. Ке каже во своето прво обраќање до судот Ѓорчевски, а прва на листата на сведоци беше неговата поранешна сопруга Зорица. Токму таа ке го фрли првиот сомнеш дека обвинението против Ѓорчевски не држи вода. Беше поништен, тажен, неизбувлив, каков што е вообичаено, ке рече Зорица пред судот, а тоа го поврзувала со фактот што детето го немало. Ке појасни што мислела околу неговата теорија за киднапирањето. Може би ја идеализираше ќерката, дека не би можела да избега, а немала ни сознанија дека Ѓорчевски и Палевски се познавале. Најголем сомнеш за Ѓорчевски фрли сведочењето на припадниците на МВР кои ја водеа истрагата. Однесувањето му било конфузно и чудно, а од Видевски и Манев добили информација дека таткото на Вања му кажал на Палевски дека девојчето ќе биде само кога ќе оди на школа. Но подоцна на суд ќе кажат биле тепани и принудени од полицијата да лажат. Нема да има ни еден материјален доказ за Ѓорчевски, ни комуникација со Палевски, ни за тоа дека се познавале. Поречи си 1 година рочишта, околу 40 на број, Ѓорчевски ќе стане слободен човек. И покрај веденоста на јавното обвинителство за инволвираноста на обвинетите Александар Ѓорчевски во овој кривично правен настан, јавното обвинителство не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетиот Александар Ѓорчевски го сторил делото за кое се обвинува, поради што судот овој обвинет го ослободи од обвинение. Епилогот ќе биде очекуван со оглед на недостатокот на докази, а обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска ќе сгреши, ќе побара Ѓорчевски да остане во домашен притвор, иако има ослободителна пресуда и покрај укажувањето на незината колешка Ана Стојковиќ Димитровска. Определената и продолжувана мерка куќен притвор против обвинетиот Александар Ѓорчевски. Да се продолжи до правосилност на пресудата. Но сепак Стојковиќ Димитровска ќе ја поправи грешката и ќе укаже дека законска основа за продолжување на куќниот притвор за Ѓорчевски нема. Во однос на обвинетиот Александар Ѓорчевски, имајќи ја предвид денес донесената ослободителна пресуда, а согласно законските одредби, не преостанува ништо друго, освен притворот против истиот да биде укинат. Така што обвинителството не бара продолжување. За неговата одбрана нема да има простор за победничка еуфорија. Не заради тоа што според адвокатот Владимир Туфекџич судот донел законита одлука, туку поради фактот што останаа отворени прашања. Оваа одлука е по своја суштина празна, затоа што не ги добивме одговорите на 3 клучни прашања: зошто е киднапирано и убиено ова дете? Не добивме одговор на прашањето зошто по секоја цена се инсистираше да Александар биде дел од оваа постапка, иако од првиот момент се знаеше дека за него нема ниту еден доказ. А додаде дека институциите кои ја раководеа истрагата треба да испорачаат одговори. Особено на ова прашање дали со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Велибор Маневски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Со цел остварување на тој план, од 2022 година овие лица копале дупки по Македонија, па сега мислам дека е ред и јавното обвинителство и начелникот за сериозен и организиран криминал Дејан Димовски и Музафер Каришич
И сите овие луѓе кои учествувале во истрагата против Александар да дадат одговор, вклучително и служба за државна безбедност, каде биле, што правеле и како овие лица не се детектирале со време и дали овие лица имаат своја логистика некаде во некои институции. Тоа се прашања кои заслужува да ги добие пред се јавноста и ние како општество и како држава, за бидеме сигурни дека утре ова нема да му се случи на некој друг родител кој не дај Боже ќе му исчезне дете и ќе отиде во полициска станица да пријави и ќе заврши во притвор. Обвинителството, кое многу време од завршните зборови потроши токму на тоа да го убеди судот дека таткото треба да заврши зад решетки, најави жалба. Во однос на обвинетиот Александар Ѓорчевски, иако денеска не ги слушнавме аргументите на судот за ваквата пресуда, неспорен факт кој што стои на страна на овој обвинет е дека единствено родителите на детето знаеле дека детето по исклучок критичниот ден ќе оди само на училиште. Двајца обвинети дадоа искази дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучок ќе оди само, немало да има ниту грабнување, заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исход последователен. Обвинителството не можеше да помине преку овој факт, а наспроти тоа имаме и други докази кои иако се посредни, сепак се докази за вината на Александар Ѓорчевски. Од овие причини обвинителството не можеше да донесе поинаква јавна обвинителска одлука. Факт е дека Вања секој петок на училиште одела сама, без нејзината сестра Миња. Затоа и на 24 ноември ќе биде и првиот обид за нејзино грабнување. Факт е дека цела група на родители од класот на Миња била информирана на Вибер дека во понеделник на 27 ноември нема да имаат настава првиот час, а за тоа дека Манев и Видевски ќе го сменат исказот за обвинителката Стојковиќ Димитровска, тие не понудиле ниту еден разумен факт и околност зошто би го направиле тоа. Тоа дека имала некаква тортура само во однос на нивниот исказ за обвинетиот Ѓорчевски, апсолутно ниту се потврди, ниту се докажа, ниту е да речам реално во животот таква нешто да се смета. Од друга страна, ние ги анализиравме целосно нивните искази, дадени пред јавниот обвинител. Никаде никој не кажа дека таму било употребена било каква сила за да добиеме такви искази од обвинетите. Сами видовте, најголемиот дел од нивните искази, исказите во суштинските прашања, во клучните работи за утврдување на фактичката состојба, за се, па и за обвинетиот Александар Ѓорчевски, се произлегува по сите параметри дека во обвинителството биле вистините. Нема зошто и за овој обвинет да не се вистините, а наводите за тортура апсолутно се неосновани. Не се согласуваше ни со констатацијата дека докази за Ѓорчевски немале. Искази на двајца обвинети, с кои што сметаме дека се вистините, е доказ. Се останато исто така е доказ. Може би посредни докази, може би не докази какви што би сакале да имаме. Меѓутоа, по анализа на сите докази поединечно и анализа на сите докази заедно, ние немавме друга опција освен да донесеме таква јавна обвинителска одлука. Сметаме дека стандардот вон разумно сомнение, кој што не е стандард со сигурност, не е стандард 100%, тоа е вон разумно сомнение, што значи дека по анализа на сите докази поединечно, сите докази заедно, единствен, логичен заклучок кој што би можел да се изведе за действијата на еден обвинет во случајот Александар Ѓорчевски е тој што ние го имавме. А останатите обвинети очекувано ќе добијат казна доживотен затвор, осудени за убиството и грабнувањето на Вања и за одземениот живот на Панче Жежовски. Нема да има докази за грабнувањето на 74 годишниот велешанец. Со секој обвинет поединечно и тоа обвинетиот Велибор Манев, обвинетиот Боре Видевски, обвинетиот Владко Кешишев и обвинетиот Лупчо Палевски ги осудува на единствена казна доживотен затвор. Случајот не завршува тука. Нивните адвокати најавија жалби. Пресудата за адвокатите на Палевски и Видевски била донесена без докази.
За адвокатот на Кешишев пак не биле земени в предвид олеснителните околности, дека тој ја однел полицијата до местата каде ќе бидат закопани жртвите и им го открил идентитетот на обвинетите. А останува да се види што ќе открие и истрагата за тоа каде завршил пиштолот со кој се извршени убиствата и моторолите со кои комуницирале. Лицето вработено во Народна банка и припадник на Десна, кое наводно се ослободило од нив, беше приведено. А код го следеше случајот од почеток. Одеше по патеката на злосторствата, бараше одговори на неодговорените прашања. Едно најзначајно за кое пишувавме, зошто Вања е убиена толку брзо по незиното грабнување, без да се бара откуп, не се дозна до крајот на судењето. Но прашањето на Зорица Ѓорчевска, упатено кон судот, дали злото ќе добие казна, што ја заслужува, доби одговор. Палевски, Манев, Видевски и Кешишев остатокот од својот живот ќе го поминат за дрешетки.